Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. И овој петок емисијата ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Епилепсијата не секогаш изгледа драматично. Понекогаш нападот трае само неколку секунди, со кратко исклучување или замрзнат поглед. Како тоа да се препознае? И може ли тивките напади да останат долго непрепознаени? Се случуваат и ретки форми на епилепсија, активирани од светлина, звук или пак визуелни образци. Познатата 38 епизода на Покемен во 1997 предизвика напади кај стотици деца во Јапонија. Што ја направи оваа епизода толку опасна, дури и за оние гледачи кои немаат епилепсија? За причините, диагностиката, првата помош и современите терапии. Денеска разговараме со доктор Марија Милановска, невролог. Останете на Телма, а вклучете се и со ваши прашања во програма. Во денешната Телма амбуланта за епилепсиите разговараме со доктор Марија Милановска, невролог од клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, добро ве најдов, благодарам на поканата. Докторке, што е тоа точно епилепсија? Дали епилепсијата секогаш мора да биде проследена со епилептичен напад или пак некој пациент може да има оваа диагноза, притоа никогаш во животот да не доживеал епилептичен напад? Така. Епилепсијата представува хронично невролошко расстройство кое што се карактеризира со појава на чести непровоцирани епилептични напади кои што се последица на една абнормална електрична активност во мозокот. Не постои диагноза на епилепсија без претходно клинички манифестиран епилептичен напад. Значи, за да ја поставиме диагнозата на епилепсија, мора пациентот да имал некаков облик на епилептичен напад, видлив или суптилен, меѓутоа поставувањето на диагнозата на епилепсија е исклучиво клиничка работа. Не се поставува ниту врз основа на суспектни наоди на ЕЕГ, ниту пак врз основа на некои претпоставки. Мора да се детектира епилептичен напад, за да се постави диагноза на епилепсија. И не секогаш после првиот доживеан епилептичен напад се поставува диагноза на епилепсија. Мора да се детектираат најмалку 2 непровоцирани епилептични настани во период подолго од 24 часа за да поставиме диагноза на епилепсија. Значи, дури и доколку ЕЕГ-то покаже промени кои што укажуваат на епилепсија, доколку пациентот немал епилептичен напад, не може да се постави таа диагноза. Не може да се постави диагноза на епилепсија. Често пати се греши во поставувањето на диагнози само врз основа на електрофизиолошкиот наод, односно наодот на ЕЕГ. Најверојатно пациентот или индивидуата која што дошла да направи ЕЕГ, неговите најблиски или самиот тој или самата таа се имаат посомневано дека нешто се случува на ниво на мозокот или биле препознаени некакви симптоми од страна на самата индивидуа која што дошла да направи ЕЕГ, па наодот на ЕЕГ е случаен, меѓутоа кога ќе направите добар анамнестички распит, невролошки преглед и добро земена историја на болеста, всушност за овие изолирани случаи каде што имаме промени на ЕЕГ, а немаме диагноза епилепсија, ние всушност ќе сватиме дека пациентот не доживеал ниту еднаш никаков настап кој што може да потсетува на епилептичен напад. Во тие случаи треба будно да се следат таквите пациенти, затоа што не сите пациенти кои што доаѓаат на лекар да направат ЕЕГ доаѓаат со цел да диагностицираат епилепсија. Примерно ЕЕГ-то служи како ексклузивна диагностичка метода во диагностицирањето на епилепсијата, меѓутоа се прави и во други цели. Кога случајно ќе се детектираат промени на ЕЕГ наодот кои што се карактеристични за епилептичните напади, тоа се така наречените епилептиформни избивања, стручно наречени шилци и шилец-бран комплекси, тогаш се поставува високо сомневање дека мозокот на таа индивидуа е сусцептибилна за генерирање на епилептични напади, значи има низок конвулзивен праг, може во било кој момент да добие епилептичен напад, а и не мора. Мозокот има така наречена кај тие пациенти, односно индивидуи, така наречена комицијална спремност во одредени временски услови, ситуациони услови да генерира епилептичен напад, меѓутоа додека не се
постави диагноза на епилепсија врз основа на клиничка манифестација, само врз основа на ЕЕГ наодот не сме и не треба да се поставува диагноза на епилепсија, а уште помалку да се ординираат антиконвулзивни лекови. Бидејќи може никогаш да не го доживеат тој епилептичен напад. А како се може да изгледа епилептичниот напад? Повеќето од нас кои ќе помислат на епилептичен напад, замислуваат една драматична слика, но не секогаш се манифестираат на таков начин. Скоро сите ние, општата популација која ќе стане збор за епилепсија, синонимот, односно асоциацијата во јавноста е така наречената падавица. Значи, останало уште од древни времиња. Не секој кој што има епилептичен напад треба да ги манифестира тие така наречени гранд мал или генерализирани тонично-клонични напади, кои што се доста драматични и доста се експлоатирани во многу документарни филмови, вака во емисии по телевизии, па затоа првата асоциација е генерализиран тонично-клоничен напад, кој што на клинички план се манифестира со тресење, грчење на скелетната мускулатура, тонично-клонични спазми, значи во еден момент гледате пациентот како добива тоничен напад, односно мускулатурата во тонус, во спазам, во грч, а потоа доаѓа до олабавување на мускулатурата и тоа се повторува ритмички неколку пати додека трае самиот епилептичен напад, при тоа самиот чин е проследен со вокализација заради парализа на мускулатурата на вратот, односно на грлото, со силни вокализации, испуштање крици, појава на пена на устата, понекогаш помешана со крвава содржина заради гризнување на јазикот, може да се појави неволно уринирање заради парализа на сфинктерите, понекогаш да се појави и дефекација. И тоа е напад кој што изгледа доста драматично и страшно за околината, односно за очевидците. Меѓутоа, и покрај тоа што генерализираните тонично-клонични напади се најчести, па од тука и најпознати, постојат низа други епилептични напади кои што не мора да бидат препознаени од најблиските, од членовите на семејството, од родителите на дечињата кои што ги добиваат тие напади, затоа што се многу суптилни и понекогаш не асоцираат на епилепсија, односно епилептичен напад. Може да налекуваат на тикови? Може да налекуваат на тикови. Одсутен поглед да има? Так, одсутен поглед, кај детските епилепсии, детските абсанс епилепсии, каде што во тек на игра или во тек на вообичаена секојдневна активност, детенцето за кратко време престанува да ја прави активноста која што дотогаш ја правило, погледот му залутува, потсетува на така наречен празен поглед, кога ќе го повикате по име не реагира, кога благо ќе го допрете по рачето или по рамото исто така не реагира. Тоа трае неколку секунди, многу кратко, и штом ќе престане нападот, детето повторно се враќа на активноста која што при тоа ја правило, со тоа што ваквите напади со празен или одсутен поглед често може да бидат асоцирани со суптилни автоматизми, односно суптилни неволни движења кои што најчесто се манифестираат со трепкање, односно неволно движење на очните капаци, со суптилни движења на рацете, оромандибуларни автоматизми со јазичето, со усните и така натаму. Сега треба да се разликуваат ваквите абсанси од едно обично невнимание кое што може да му се случи на секое детенце, меѓутоа бидејќи абсансните напади се често следени со засегање на свеста, диференцијално диагностички во однос на едно обично невнимание може да биде во тие случаи кога детето изгледа незаинтересирано, кога ќе го повикате по име или кога ќе го допрете, тоа ќе изреагира. Додека во тек на еден абсансен напад немате реакција од страна на детето, ниту вербална, ниту со поглед, ниту со движење. Претпоставам дека не слуша ништо во тој момент. Исклучено е, не слуша, не гледа, не перцепира. Перцепцијата му е засегната и свеста. А дали епилептични напади може да се појават поради промена во светлината? Потоа при слушање музика, например. Так. Или при читање, при следење на одредени визуелни образци, како што се паралелни линии. Така. Доста се ексклузивни тие епилепсии затоа што се ретки и често се поставува диагностичка дилема дали е тоа епилептичен напад или нешто друго. Спаѓаат во групата на така наречени рефлексни или стартал епилепсии, кои што
се од една страна тешки за дијагностицирање, меѓутоа затоа што ретко се помислува на тоа, меѓутоа тогаш кога ќе ги дијагностицирате се многу лесни за менаџирање, затоа што ги советувате пациентите да ги избегнуваат тие тригер фактори кои што им ги предизвикуваат нападите и на тој начин нападите се држат под контрола. Најчести помеѓу така наречените рефлексни епилепсии се фотосензитивните епилепсии, тие што се предизвикани од визуелни стимулуси, например интензивни светла, строп светла во дискотеките, така одредени визуелни патерни, односно модели, како што се шаховски табли, паралелни линии, рефракција на светлина, дури и дневна светлина која што е многу интензивна, возење на пат, па влегување во тунел и повторно излегување од тунелот со возилото, промена на светлината, промена на интензитетот на светлината може да тригерираат појава на епилептичен напад. На второ место по честота на предизвикување на вакви рефлексни епилепсии се аудитивните стимули, односно така наречената музикогена епилепсија. Одредени типови на фреквенции, односно музики, може да предизвикаат епилептични напади кај предиспонирани индивидуи. Исто така читањето кај одредени индивидуи може да предизвика епилептичен напад, силни ненадени звуци, исто така спаѓаат во група на ретки епилепсии, меѓутоа пак за среќа ако се детектираат тригерите, може многу добро да се менаџираат и пациентите да бидат слободни од напади речиси цел живот. Ги споменавте вие тригери меѓу кои што се строп светлата во дискотеките. Да. Дали се тие опасни само за лицата кои што имаат фотосензитивна епилепсија или пак сите оние лица со дијагноза епилепсија треба да внимаваат на овие промени во светлината, во интензитетот? Предоминантно се опасни за предизвикување на епилептичен напад таквите интензивни светла, односно строп светлата по клубовите, по дискотеките, кај луѓе кои што имаат фотосензитивна епилепсија. Меѓутоа има пациенти кои што имаат, например, гранд мал генерализирани тонично-клонични напади, после долго, например, абстинирање од излегување, ќе сватат дека епилепсијата е ставена под контрола, првото излегување во диско клуб, во ноќен клуб, после враќање дома во раните утрински часови во сон или непосредно пред будење добиваат голем напад, што значи дека не се поштедени и тие. Тука станува збор за еден мозок кој што пак ќе кажам има низок конвузивен прак и е спремен да генерира епилептичен напад тогаш во моментот кога ќе биде тригериран. Докторке, што се случи со 38-та епизода на Покемон, кога во 1997 година стотици деца, но и возрастни лица добија напад? Еве, се наближува денот, 16 декември 1997 година се емитуваше таа фамозна епизода, мислам дека Electric Soldier, односно електричен војник, беше насловена. Имав прилика да го видам видеото непосредно пред да дојдам во емисијата и навистина таа интензивна светлина, односно брзината со која што се менуваат интензивните, станува збор за црвени и за сини светла кои што се менуваат за краток временски интервал, може да предизвикаат вратоглавица и главоболка и кај обичен гледач, а камоли кај луѓе кои што долго време биле најверојатно експонирани на екран, тоа се луѓе кои што најверојатно сакаат и играат видеоигри. И таа интензивна светлина во тие неколку секунди, односно не толку интензитетот на светлината, колку брзината на менување на тоа црвено и сино светло, предизвикала, како што прочитав, кај речиси 700 индивидуи, меѓу кои повеќе дечиња, а секако имало и возрастни, да добијат, сега не можеме со точност да тврдиме, меѓутоа од податоците кои што се собрани од болниците во кои што биле однесени да бидат прегледани и евентуално третирани, добиле симптоми слични на конвулзивен напад, значи симптоми слични на епилепсија, а меѓутоа биле асоцирани освен со конвулзивни симптоми, со главоболки, вратоглавици, гадење, нагон на повраќање, значи една богата вегетативна симптоматологија која што била испровоцирана од надразба на кортексот на мозокот, на визуелниот, на аудитивниот систем, најверојатно и центрите на повраќање. Во секој случај биле многу интензивни стимули, штом толку голема бројка на луѓе и дечиња биле засегнати од оваа игра. Така, по првото емитување на оваа епизода во Јапонија, таа конкретна епизода е ставена во бункер и никогаш повеќе не била пуштена во програма.
Натаму, само да се надоврзам на ова, апропо играта, денеска сме сведоци дека многу дечиња се изложени на екранизација и поведени се сериозни законски легислативи во поглед на тоа кои игри треба да се пласираат и како треба да биде времето на експозиција на едно дете или една индивиду или една возрастен на екран, затоа што секако имаат штетно влијание не само на општото здравје, туку и на здравјето на мозокот. Така, воопшто на развојот на мозокот, доаѓа и до велат структурни промени, што може да остави последици. Докторке, што е со епилептичните напади што се јавуваат само во текот на ноќта? Може ли пациентот воопшто да не е свесен дека има епилептични напади? Се разбира. Тоа се така наречени ексклузивни ноктурални епилепсии или ноќни напади, кога пациентот го добива нападот за време на сон, и тоа во подлабоките фази, во втората, во третата фаза од нерем спиењето, кога се во длабок сон тие индивидуи, најчесто таквите напади се проследени со многу виолентни движења, со многу големи амплитуди, каде што пациентите може да бидат повредени и сведоци за таквиот настан може да бидат супружниците, односно нивните партнери, или наутро кога пациентот ќе се разбуди, случајно ќе забележи модринки по телото или гризнат, каснат јазик. Сето тоа се случува додека пациентот спие и не е свесен за самиот настан, додека тој трае, пациентот е во сон. После будењето или партнерот, односно партнерката ќе посведочи за настанот, опишувајќи го, или пак тој ќе стане свесен забележувајќи модринки по телото, гризнат јазик и така натаму. И во тие случаи многу е битна хетероанамнезата, односно податоците добиени од сведоците на настанот, затоа што ако пациентот живее сам, например, за настанот нема кој да посведочи, така да тие долго време остануваат непрепознаени или погрешно дијагностицирани како ноќни терори или кошмари, а сепак станува збор за епилептични напади. И всушност, голем број од епилептичните напади, тие што се генерализирани тонично-клонични, односно големите напади, се случуваат во сон или непосредно пред будење. Пациентот воопшто не е свесен и откако ќе се случи епилептичниот напад и после неговото престанување, неколку минути или часови, самиот пациент станува конфузен, дезориентиран и кај него се јавува една така наречена ретроградна амнезија. Пациентот не се сеќава за работите што се случиле за време на самиот напад, бидејќи бил во сон, а не може да посведочи затоа што не е свесен. Така. Има ли вистина дека одредени хормонски промени кај жените, одредени фази од менструалниот циклус може да тригерираат епилептичен напад? Така. Добро познати се така наречените катамениални епилепсии, односно епилептични напади кои што се случуваат кај одредени женски индивидуи ексклузивно само за време на месечниот циклус. Тука голема улога во појавата на епилептичните напади имаат хормонските дисбаланси, односно промените на двата главни хормони, тоа се естрогените и прогестеронот. Докажано дека естрогените како хемиски супстанции, односно како хормони, се проконвулзиви, односно помагаат во појавата на епилептичните напади, може да изгенерираат епилептичен напад, за разлика од прогестероните, односно прогестеронот, кој што е антиконвулзив, односно хормон кој што влијае во спречувањето на појавата на епилептичниот напад и делува смирувачки на мозокот. За време на месечниот циклус доаѓа до нагол пат на прогестеронот, а покачување на вредностите на естрогенот и во тие моменти може да дојде до појава на епилептични напади, односно сигурно доаѓа кај одредени жени, не кај сите, меѓутоа кај одредени кои што се пак сусцептибилни и имаат низок конвулзивен праг и таа спремност за генерирање напади, само за време на месечниот циклус да им се нападите почести или само тогаш да се јавуваат, што кажува на фактот дека хормоните кај жените како
хормонски суштества имаат голема улога во појава на епилептичните напади, како и мигренозните, како и кај многу други состојби, затоа што хормоните се обвинуваат, условно кажано, за многу процеси кај жените, за разлика од мажите кои што се на некој начин поштедени. А обично на која возраст се добиваат епилептичните напади? Дали се почести во детството или пак може секој од нас во која било фаза од животот да добие? Вака да ви кажам, бев импресионирана од еден слоган, годинава учествував на 36-тиот интернационален конгрес за епилепсија во Лисабон и имаше една огромна парола на влезот пред конгресниот центар, каде што пишуваше, еве, на англиски, се извинувам, ќе обидам да ја парафразирам, секој што има мозок може да добие епилепсија. Everyone with a brain can have a seizure. Значи, секој што има мозок, централен нервен систем може да добие епилептичен напад. И тоа е навистина така, меѓутоа постојат одредени периоди во животот, временски интервали, кога се поголеми шансите да се добие епилептичен напад, односно кога се помали. Тие временски интервали се детството, односно адолесценцијата и подоцна зрелите години од животот. Кај децата се чести епилептичните напади, таа патологија е честа во педиатриската неврологија, затоа што овде во овој период од животот голема причина за појава на епилептичните напади има така наречените структурни абнормалности кои што може да се појават кај мозокот, во мозокот кај децата, генетските промени, промените кои што ги трпи мозочето на детето во текот на интраутериниот развој, во текот на самиот родилен акт може да настанат сериозни повреди ако е породувањето протрахирано, пролонгирано или ако е на некој начин поагресивно. Мозочето на детето може да трпи за кислород одреден временски период, а тоа е исклучително опасно за неговиот развој, што подоцна повлекува низа структурни промени на ниво на мозокот, кои што може да бидат високо епилептогени. Тоа е едната возрастна група, каде што се епилептичните напади позастапени, и втората е над 60-та, 65-та година од животот, кога пак причина за појава на епилепсијата се повеќе структурни промени на ниво на мозокот кои што се можеби предизвикани од некои други состојби, како што се на пример артериовенски малформации, аневризми, појава на тумори, мозочните удари, воспалителни процеси, нарушување на имунитетот, метаболни промени, промени на ниво на електролитниот статус, хипокалиемија и хипонатриемија, значи ниски нивоа на калиум, калциум во организмот, ниски нивоа на гликоза или обратно високи нивои на гликоза во крвта може да предизвикаат епилептичен напад. Повеќе се структурни промени. Но дали тоа епилепсија, тоа сакав да прашам, испровоцираните напади, ниско ниво на шеќер, нарушено електролитно ниво, електролитен дисбаланс. Да, дисбаланс. Дали некој ќе се напие алкохол па ќе добие епилептичен напад? Дали е тоа епилепсија? Не. Тоа не е веќе? Тоа не е диагноза на епилепсија, тоа е симптоматски напад, кој што е провоциран од некакви промени во самиот организам, системски промени. Не е тоа априори епилепсија која што се случува како резултат на некаква мутација на некој ген кој што го засега мозокот или некаква структурна промена на ниво на мозокот, како што е на пример тумор, удар, крварење и така натаму. Додека постои агенсот во организмот, дали е тоа инфект, дали е тоа високо ниво на токсини од алкохол, наркотични супстанции. Децата покачена температура, покачена телесна температура во склоп на фебрилни конвулзии. Сето тоа се ситуациони напади кои што се предизвикани од и се секундарни, не се примарни. Од нешто се провоцирани, меѓутоа надвор од мозокот, во самиот организам, и тие кога ќе биде отстранет агенсот кој што го предизвикува нападот, односно кога ќе се регулираат електролитните промени, кога ќе се стави под контрола нивото на шеќерот во крвта, или во склоп на некои други состојби, како што е, на пример, уремичната невропатија, токсични и други метаболни невропатии, кога ќе основниот процес ќе се стави под контрола, тогаш нападите исчезнуваат. Да, тоа е епилептичен напад, симптоматски и ситуационен, меѓутоа не е диагноза епилепсија. Не е диагноза епилепсија. Ќе ги вклучиме гледачите
Во денешната Телма амбуланта, почитувани, можете да поставите прашања. Ние продолжуваме, докторке, понатаму. Оние кои што имаат диагноза епилепсија и кои што имаат епилептични напади, можат ли некогаш да ги предвидат? Има ли некои симптоми кои што може да укажат дека следува напад? Предупредувачки знаци. Так. Кај одреден дел од епилепсиите, односно епилептичните напади, постојат така наречени премониторни симптоми и знаци пред да се случи самиот напад, кои што ние ги нарекуваме аури. Тие се најчесто типични за фокалните напади, значи за нападите кои што потекнуваат само од одредена област во мозокот, од еден лобус или од една хемисфера, каде што помалку или повеќе свеста на пациентот пред појавата на нападот, пред појавата на класичниот епилептичен напад е зачувана и тие се свесни за тоа што им се случува. Најчести се во склоп на така наречените темпорални лобни епилепсии, значи епилепсиите од темпоралниот лобус, кои што всушност представуваат и најчести фокални епилепсии и епилептични напади, и тие се најчесто од гастрична природа. Нешто се случува на ниво на желудникот, кој што пациентите се обидуваат да го објаснат на најразличен начин. Тоа се некои чудни сензации во пределот на желудникот, како мачнини, одредени пациенти кажуваат: докторке, имам чувство како нешто од желудникот да ми се качува нагоре на кај грлото, на кај устата, нешто ме стега, нешто ме притиска, имам одредена налагодност во пределот на стомакот и желудникот. Да, кај тие пациенти, кај одредени пациенти може да се јават со епилепсија, може да се јават предупредувачки знаци дека ќе следи напад, кај некој може да се јави вртоглавица, нестабилност, заматување на видот, дежаву, феномени на нешто што е веќе видено, обратен феномен на дежаву, жамиву, никогаш видено, или спротивното, жамивеку, никогаш видено, никогаш недоживеано, чувство дека изгледаме минорни во однос на околината, се ние хиперболизирано, се ние големо, предметите околу нас се огромни, синдром на Алиса во земјата на чудата и така. И тие помагаат на еден начин пациентот ако е во некоја фаза на работење на нешто, поминување на улица или во гужва или на одредена височина, да се помести на сигурно место каде што се шансите да се повреди, да настрада бидат помали. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност и ќе ги слушнеме нивните прашања. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, да, повелете, ве слушаме одлично. Да ве поздравам, почитуваната водителка, прекрасна водителка во цел свет. Подобра Марија од водителка. Ви благодарам многу за овој голем комплимент. И темите што ги бирате, тоа сте неверојатно, не знам како да ве наречам, од се нај и почитуваната докторка, затоа што многу, и јас сум медицинско лице, и често пати ја пратам, почитувам за докторка и голем поздрав до вас. Ви благодарам многу. За 12 годишно детенце во пубертет. Така. Прв пат добива епилептичен напад играјќи си на телефонот. После тоа го носат таму на лекар, кажуваат не можеме да точно за што се работи, уште потоа во сон добива уште 2 напади. И сега тоа детенце на терапија ставено. Сега почитуваната докторка ја молам да ми каже, дали сега со терапијата тоа детенце би можело да добива пак напади? Дали пошто е во пубертет, кога би поминал пубертетот, дали би ја изгубил така, болеста? Дали може да се надрасне тој проблем, така? Да, дали може нешто да се направи, или или така. Ако има па нешто, некоја нова метода да не упади каде да одеме, ќе ве молам. Така, ви благодарам. Ви благодарам за вклучувањето во денешната Телма амбуланта и за поставеното прашање. Уште еднаш ви благодарам за комплиментите што ни ги упативте. Повелете, докторке. Типично детенце 12 годишно околу пубертетот, значи најверојатно се уште не е влезено во пубертет, меѓутоа тие се годините.
Споменавме дека нападите епилептични во детската возраст се јавуваат од 0 до 18 години. Значи, колку што ја разбрав бабата на детенцето, првиот напад го добило за време детето за време додека гледало на додека гледало на телефон. И откако побарале стручна помош, најверојатно докторите и најверојатно и така и треба, така би одреагирале. Прв епилептичен напад, дете кое што најверојатно е здраво. Потоа кога се разбрав и во сон се јавила, така? Откако? Да. Прв пат било однесено на лекар и не му била дадена терапија. Добило уште 2 пати напади во сон и после тоа е поставено на терапија. Би сакала да може да ја прашам госпоѓата дали се сега нападите ставени под контрола. Најверојатно со многу се комплексни одговорите, прашањата се едноставни, меѓутоа неблагодарно е на епилепсија ја има детето. Неблагодарно е да одговорите дали ќе добива напади и колку и дали воопшто ќе добива и кога ќе престане епилепсијата. Точно, треба да се знае за каков тип на напади, штом ги добило детето во сон, се работи за генерализирани тонично-клонични напади во детската возраст. Ако е анатомоморфолошки со мозокот се во ред, значи ако нема никакви структурни промени, најверојатно се направени низа параклинички испитувања, меѓу кои магнетна резонанца и електроенцефалографија, ако на наодот на неуроимиджинг тестот не се потврдени никакви структурни абнормалности, големи се шансите да тие напади бидат ставени под контрола со одветна терапија и да се надмине тој пубертетски период, кога ќе се влезе во една помирна фаза од животот, да полесно бидат изменаџирани, а после извесен временски период на недобивање на епилептични напади, да кога ќе бидат ставени под контрола, да се размислува и за укинување на антиепилептичната терапија, меѓутоа пак ќе кажам, секој пациент е приказна за себе и не можете да ги поистоветувате, ниту да ги генерализирате. Индивидуален пристап бараат болестите невролошки, посебно епилепсијата, посебно кога се работи за детенце. Така. Ке слушнем уште неколку прашања од гледачи во продолжение на денешната емисија. Добар ден. Дали се слушаме? Да, одлично ве слушаме, во програма сте, повелете. Видете, јас скоро се справувам 30 години со епилепсијата. На возраст од 69 години. Би прашал да примам од лекарства фенобарбитон. Ми е дадено од докторите, ама откако сменив тој одплива Загреб што беше, сега скопски фенобарбитал давам. Некако не се чувствувам најдобро. Би прашал почитуваната докторка, бидејќи е невролог. Во последно време чувствувам вртоглавици, вертиго, така речено, и на ушен бев, и на очни, резултатите се во ред. Ама во пределот кај очите, што викаме кај коренот на носот горе, кај очите кои ќе станам при нагло станување на нос, чисто пати чувствувам вертиго, што го викат тие по нивно латински вртоглавите. Дали е тоа предзнак на повторно да не се јават некои такви слични епинапади? Толку имав да прашам. Така, ви благодарам и вам за вклучувањето во денешната Телма амбуланта. Докторке, што би можеле да советувате во овој случај? Пациентот спомена дека долги години, веќе 30 години, колку што успеав да разберам, се бори со дијагнозата епилепсија и редовно прима терапија и најверојатно нападите се ставени под контрола. Зема еден од најстарите антиепилептици, фенобарбитон, односно фенобарбитал. Тоа е антиепилептик кој што е многу ефикасен во спречување на епилептичните напади, меѓутоа има многу несакани ефекти, посебно ако се користи долго време, како што спомена господинот. Меѓу несаканите ефекти се и симптомите што ги наведе, односно вртоглавици, нестабилност, чувство на тенденција за паѓање при станување. Може би е несакана реакција на самиот лек. Ако се веќе исклучени другите можности за појава на вртоглавици, господинот спомена дека бил на оториноларинголог и на офталмолог и таму се
исклучени било какви причини за појава на вратоглавиците од очно, односно ушно потекло, може би треба да се направат дополнителни тестови во смисла да се испита состојбата на вратниот дел на рабетниот стол, понекогаш спондилозните промени на вратот може да доведат до појава на вратоглавици и такво чувство на нестабилност, посебно при нагло станување, да се види центарот за рамнотежа. Не мора секогаш да значи, односно ретко значи дека таквите симптоми кои што ги спомена господинот може да бидат предиктор за епилептичен напад. Апсолутно не мислам дека е така, туку дека е проблемот во нешто друго, најверојатно проблеми со вратен рабет или центар за рамнотежа, па во последно време и временските услови, нагол пат на температурите, врнежи и така натаму, сето таа промена на атмосферскиот притисок може да доведе до појава на вакви симптоми кои што ќе го збунат пациентот, можеби ќе го исплашат, а воопшто не станува збор за некаква најава дека ќе се случи нов епилептичен напад. Ајде да слушнеме уште неколку прашања од гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до водителката и докторката. Благодарам. Вака сега. Ја 19 на години сум епилептичар. Така. И ме интересира во ЕМГ-то пишува дека целосна сит тоа што пишуваш таму, последната реченица дека води, пишува наодот води кон целосна дисфункција на мозокот. Едно прашање тоа и другото прашање ако може да пообјасни поопштено за идиопатска епилепсија. Благодарам, имате убава. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Мислам дека ќе треба да го погледнете целиот наод за да може да искоментирате, но еве, што би можеле да кажете? Ало? Да, во програма сте се уште? Да, во програма сум. Значи, ви имате идиопатска епилепсија. Со гран мали со... Да, не имате некој прашање, докторке? Колку години има господинот да прашам? 63. 63. Дали имате било какви проблеми со меморија, концентрација, фокус? Па, више почнува. Кога е правено ЕЕГ-то, пред колку време? 2018 последното ми е правено. Так. Во будна состојба? Да не ве замараме више. Само дали во будна состојба беше правено? Молам? Во будна состојба? Или во Да, сон? во будна. Добро, ви благодарам за вклучувањето. Еве накратко. Така. Накратко. Ви благодарам многу за вклучувањето, повелете. Ќе се обидам да еве од она што успеав да сватам, колку што разбрав, целосна дисфункција, целосна мозочна дисфункција, така било последната реченица, како е интерпретирана и зошто е така напишано. Може би се видени некакви промени на ЕЕГ кои што довеле до тоа да се изведе таков заклучок. ЕЕГ-то освен во поставување на дијагнозата на епилепсија се користи и во други цели, да се докажат функционални промени на мозокот од типот на енцефалопатии, метаболни промени, во склоп на деменции, успорување на мозочните бранови, најверојатно врз основа на промените на ЕЕГ записот, докторот кој што го анализирал ЕЕГ-то го извел тој заклучок. Така, но не е лошо да се повтори, предпоставувам. 2018 е. Да, одамна е ЕЕГ-то, посебно кај индивидуи кои што имаат епилепсија, рутински треба да се прави ЕЕГ, многу почесто отколку на 8 години, на 7 години. И повторно, знаете како, сите ние што читаме и што анализираме ЕЕГ, понекогаш имаме и доза на субјективизам, кој што многу зависи од тоа дали претходно добро сме го изевалуирале пациентот, дали прв пат го гледаме, дали е наш редовен пациент. И во препораките на Американската академија за неврологија, кога станува збор за екзактно интерпретирање на ЕЕГ, експертите препорачуваат ЕЕГ наодот да се прочита, а потоа да се запознае пациентот, затоа што
работи доза на субјективизам, кога ние веќе знаеме дека пациентот има историја на епилепсија или на некое друго мозочно заболување, тоа влијае, сакале ние или не, во известна мера, во мал процент на нашата интерпретација. Така. Да. Идиопатската епилепсија е Што значи само на идиопатско, на кратко? Непознат причинител? Идиопатската епилепсија непознат е причинителот, кој ќе направите магнетна резонанца, таму е се уредно, ЕЕГ-то во голем број од случаите е уредно, а пациентот добива напади. Не се знае причината зашто се Непозната е причината за нивната случува појава. проблемот. Да. Така. Уште еден гледач, добар ден. Добар ден. Во програма сте и го очекуваме вашето прашање. Повелете. Јас во животот никога не сум имал симптоми или нешто слично на епилепсија. Дури не, ја во животот не, без свесна состојба не сум бил и не знам како изгледа тоа. И тоа сега пред една година имав операција на мозок од тумор. Така. Така. За среќа беше сето тоа успешно. По една година дојде до потреба повторно да правам операција. И направиме исто уште една операција на мозок. Исто за среќа и таа беше успешна. Меѓутоа со отпуснато писмо од клиника излегов дека со терапија за епилепсија. Само би прашала за Така. каков тип на тумор станува збор, дали е за бенигнен или за малигнен тумор и во која област на мозокот е локализиран. Само тоа ако можете да ни кажете, ако не секако ќе ви одговорам. Малигнен на предниот дел од мозокот. Во фронталниот дел најверојатно е глиобластом. Да. Глиобластом. Добро, ви благодарам. Ви благодарам за... И кај да одам со книжка, мислам, секаде, и ме третираат како пациенто епилепсија. Така. Сега ќе ви Што да правите понатаму кои би биле следните чекори? Ви благодарам за вклучувањето. Докторката сега ќе ви даде појаснување. Повелете. Се случува, нели ја споменавме таа возрастна категорија после 55-та, 60-та година од животот, каде што најчести се симптоматските епилепсии, кои што се предизвикани од удари, крварења, еве и од тумори. Во случајот станува збор за малигнен тумор, најверојатно глиобластом е еден од најмалигните тумори во централниот нервен систем, кој што има тенденција да се повторува, да расте повторно и покрај отстранувањето. За краток временски период се направени 2 хируршки зафати и не случајно е пациентот поставен на антиепилептична терапија и без да добие епилептичен напад. Туморот се наоѓа во предниот дел на мозокот, значи во фронталниот лобус, каде што после ексцизија на таков субстрат туморозен, најверојатно се применувани, освен хирургијата, и други методи на најверојатно радиациона терапија, која што дополнително го оштетува мозочното ткиво. Такво цикатрициелно ткиво кое што е богато со лузни е многу епилептогено, високо епилептогено. И ова е еден од ретките случаи при хирургија во неврохирургијата, кога и пред да се добие напад, на пациентите им се дава антиепилептична терапија, затоа што праксата покажала дека кога тогаш, порано или подоцна, посебно при хирургија на вакви малигни тумори, пациентите добиваат напади, и тоа големи, драматични напади, понекогаш и со статус, Така, епилептичен како статус. форма на превенција, всушност на ваков напад, затоа се дава терапијата. Имаме малку време, многу малку време. Јас ќе ве прашам во однос на терапијата, има ли нешто ново што ветува во однос на епилепсиите, помага ли кетогената диета? Златен стандард во третманот на епилепсиите се антиепилептичните, односно поточно кажано антиконвулзивните лекови. Не можеме да кажеме антиепилептични, затоа што ниту еден антиепилептик не ја лекува епилепсијата, туку само ги става нападите под контрола. Антиконвулзивната е симптоматска терапија. 2/3 од сите пациенти со епилепсија на светско ниво, а ги има повеќе од 50 милиони, што укажува на фактот дека епилепсијата е едно од најчестите невролошки заболувања, успешно реагираат на антиепилептична терапија.
се поставува прашањето што правиме со останатата 1/3, кои што еден мал процент од нив ќе одреагираат добро во моментот кога ќе се вклучи втор антиепилептик со различен механизам на дејство. Значи сме пробале со еден антиепилептик, не сме постигнале задоволителни резултати, можеби нападите се проретчени, но сепак пациентот добива напади. Што се прави следно? Се вклучува втор антиепилептик со различен механизам на дејство од претходниот и се чека извесен временски период да видиме дали нападите ќе се стават под контрола. Ако се стават под контрола, успешно, тогаш редовни контроли кај невролог, добар хигиено-диететски режим, хигиена на сонот, избегнување на тригери, алкохол, редовно земање на антиепилептичната терапија и таквите пациенти може да имаат нормален, квалитетен живот. Кај останатите пациенти, тоа е поголема бројка на пациенти, и по введувањето на трет антиепилептик не можете да постигнете контрола. Тука доаѓа до фрустрација и на самиот доктор, и на самиот пациент, и на членовите на семејството. Во тие случаи станува збор најчесто за епилепсии кои што се во склоп на епилептични синдроми. Тоа не е епилепсија суи генерис само за себе, како што се идиопатските или епилепсиите од фокално или од генерализирано потекло, каде што се знае со што си имате работа, ординирате антиепилептики, чекате тој да почне да делува, да се акумулира во организмот и така натаму. Во склоп на големи епилептични енцефалопатии, каде што основата е структурна, метаболна, вклучени се различни типови на гени, што и да примените и од поновата група на антиепилептици, вие не можете да се изборите со нападите, затоа што тие пациенти, освен епилепсијата, имаат и развојни малформации, заостанување во растот и развојот, хромозомски абнормалности, други промени на органите, срцеви аномалии, бубрежни аномалии, значи станува збор за еден епилепсијата е само еден дел од мозаикот на тие синдроми во кои што епилепсијата е како еден од симптомите. Од одамна се знае за кетогената диета, таа се е диета која што треба да биде водена од нутриционист во совет со невролог, значи не смеат родителите дома на своја рака да ја применуваат и да ја аплицираат кај своите деца. Се работи за ригорозна диета која што се базира претежно на масти, 90 па и повеќе проценти од калориите треба да отпаѓаат на маснотиите, мал процент на протеини, уште помал процент на шекери и обично се дава кај одредени типови на епилепсија, не дека не помага кај останатите, меѓутоа кај апсансните епилепсии во детската возраст, кај детските апсанс епилепсии и кај оние епилепсии кај кои што се знае генетскиот дефект, тоа се едни типови на епилепсии каде што доаѓа до дефект на ензимот кој што ја транспортира глукозата во мозокот. Во тие моменти кога вие не можете на мозокот да му испорачате енергија во форма на глукоза, ќе прибегнете на други начини, односно ќе ја надокнадите таа потреба од енергија со помош на масти. Мастите кога согоруваат во нашиот организам ослободуваат кетони, а кетоните се всушност супстанции кои што делуваат смирувачки на мозокот и го намалуваат конвулзивниот прак, односно стапката на епилептични напади. И таа диета успешно делува во смирување на нападите, не во целосно исчезнување, меѓутоа во значително редуцирање на бројот на нападите, а и износи со себе своји ризици, значи мора да се прати ниво на холестерол, постојат огромни шанси да се појават бубрежни камења, така да. Треба да се внимава. Треба да се внимава, да. Доктор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Благодарам и вам. Почитувани доктор Марија Милановска, невролог од приватната болница Жан Митрев, беше гостинка во студиото на Телма. Ова воедно беше уште едно издание што го реализиравме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Пријатно.